Јубилеј на господин Стефан во Охридската архиепископија. Македонија и Србија со гасен интерконектор од Грција. Делфините комуницираат со насмевки за време на игра. Одржлива мода во фокус на париската презентација. Навахо килим инспириран од Intel Pentium процесор. Сопствениците на кучињата треба да им зборуваат побавно. Познати македонци трчаа на јубилејниот Скопски маратон. На 6 октомври 2024 година, по повод 25 годишнината од востоличувањето на неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во архиепископскиот соборен храм Свети Климент Охридски во Скопје беше одржана света литургија. На чиноначалствувањето присуствуваа бројни високи црковни достоинственици, вклучувајќи митрополити и епископи од Македонската православна црква, како и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. По завршувањето на литургијата, архиепископот се обрати до верниците со свечено слово. По литургијата, во Музеот на македонската борба за самостојност, беше промовирана 6-та и 7-ма книга од серијата Слова за словото на архиепископот Стефан. Промоцијата ја водеше игуменот на Мариовскиот манастир, епископот Велички господин Никола, а авторот зборуваше за значењето на богословието. Свеченоста беше збогатена со настапи на архиепископскиот црковен хор и заврши со свечена трпеза на која беа присутни многу угледни гости, вклучувајќи го и амбасадорот на Русија, господин Сергеј Базникин, кој му ја предаде честитката од рускиот патриарх господин Кирил. Тој истакна дека архиепископот Стефан е важна фигура во историјата на Македонската православна црква и дека неговото водење во последните 25 години било од клучно значење за обновата и зајакнувањето на црковниот живот. По промоцијата, присутните имаа можност да разменат мислења за делата на архиепископот и за важноста на неговото богословско творештво, кое продолжува да инспирира многумина. Председателката Гордана Силјановска, која присуствуваше на настанот, истакна дека архиепископот Стефан е стожер на духовноста и единството на македонскиот народ. Таа додаде дека неговото водство не само што ја зајакна црквата, туку и помогна во градењето на националната свест и идентитет. Собирот на крајот прерасна во искрена размена на идеи и благослови, а присутните се согласија дека работата на архиепископот Стефан остава длабок печат во македонската црковна и културна историја. Со тоа, овој настан не само што беше прослава на значаен јубилеј, туку и потврда за континуираната посветеност на црквата кон народот и традицијата. На денешната средба помеѓу македонската и српската делегација, фокусот беше на изградба на гасен интерконектор кој ќе овозможи Србија да добива природен гас од Грција преку Македонија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски нагласи дека целта е да се направи земјата центар и крстосница за енергетските, железничките и патните коридори во регионот. Според Мицкоски, интерконекторот е во финална фаза од тендерската постапка, со очекување дека изградбата ќе започне на пролет, што е клучно за енергетската стабилност на регионот. Покрај гасниот интерконектор, делегациите разговараа и за поврзување преку нафтовод и брза пруга во рамките на коридорот 10. Српскиот премиер Милош Вучевиќ истакна дека овој проект е од исклучителна важност за Србија, бидејќи ќе овозможи дополнителни линии на снабдување со природен газ, што ќе ја зајакне енергетската стабилност на двете земји. Потпишувањето на меморандумот за соработка во делот на енергетиката е значаен чекор кон проширување на партнерствата и унапредување на регионалната соработка. Истражувачи од универзитетите во Пиза и Торино открија дека делфините со тесен нос користат отворена уста налик на насмевка како сигнал за игривост за време на социјална игра. Ова однесување е слично на насмевката кај луѓето и помага да се разграничи пријателската интеракција од агресивно однесување. Анализирани се 80 часа видео снимки на 22 заробени делфини, кои покажуваат дека отворената уста најчесто се користи за време на заедничка игра, а не за вистинска агресија. Наодите укажуваат дека делфините можат брзо да копираат вакви визуелни гестови, што укажува на важноста на визуелната комуникација во нивните социјални интеракции. Иако делфините се познати по звучната комуникација, оваа студија открива нови аспекти на невербално изразување, слични на однесувањата на копнени животни како мајмуни и кучиња. Студијата е објавена во списанието eScience. На престижниот моден настан кој е следен во Париз, дизајнерите за сезоната есен, зима 2024 година представија иновативни креации кои го промовираат концептот на одржлива мода. Ова вклучува користење стари материјали на нов, креативен начин и изработка на додатоци од рециклирани или природни ресурси, насочувајќи се кон бавната мода, каде што квалитетот, индивидуалноста и мајсторството на дизајнерот се во фокус. Многу од представените дизајни се инспирирани од културното наследство и традициите, како и од современи уметнички форми.
Брендот Mia, на пример, покажа кожни чанти со минималистички дизајн, инспирирани од архитектурата и геометријата, кои можат да се вклопат во секоја сезона, нагласувајќи дека екододатоците стануваат неизоставен дел од модната индустрија. Инженерот Кен Шириф неодамна откри невообичаен навахо килим, исткаен од Марилу Шулц во 1994 година, кој представува точна реплика на внатрешната архитектура на процесорот Intel Pentium. Шириф го забележал килимот во Националната галерија на уметноста, препознавајќи ги сложените шеми кои ги потсетиле на изгледот на Pentium чипот под микроскоп. Ова уметничко дело било создадено како нарачка од Intel за Американското индијанско друштво за наука и инженерство. Шулц, ткајач и професор по математика, користела традиционални техники и материјали за да ја представи комплексната архитектура на процесорот. Нејзиното дело го реплицира секој регион на чипот со голема прецизност, при што секој сегмент може да се идентификува според неговата вистинска функција. Килимот бил инспириран од моделот P54C, варијанта на Pentium, позната по подобрените перформанси. Шулц сега работи на нов проект, базиран на чипот Fairchild 9040, создаден од навахо инженери. Вистина е дека сопствениците на куќиња треба полека да разговараат со своите миленици ако сакаат да се зближат со нив, покажува ново истражување на Универзитетот во Женева, Швајцарија. Вистина е дека истражувачите ги анализирале звуците што ги создаваат 30 животни. Вистина е дека потоа го испитувале говорот на 27 лица кои зборуваат 5 различни јазици и 22 луѓе кои разговараат со куќиња. Вистина е дека научниците користеле електроенцефалографија за да ги испитаат реакциите на мозокот на говорот и кај луѓето и кај куќињата. Вистина е дека заклучоците велат дека разбирањето на куќињата на човечкиот говор зависи од бавното темпо, кој им помага на луѓето да се поврзат со животните. Вистина е дека унгарските истражувачи ја мереле мозочната активност на куќињата со помош на магнетна резонанца и откриле сличности меѓу начинот на кој бебињата и куќињата го обработуваат говорот со претерани интонации, познат како бебешки разговор. Вистина е дека ова истражување беше објавено во списанието PLOS Biology. Вистина е дека студијата покажува дека луѓето зборуваат побрзо од куќињата, со околу 4 слога во секунда. Вистина е дека куќињата лаат, ржат или цимолат со брзина од околу 2 вокализации во секунда. Вистина е дека кога зборуваат со куќиња, луѓето го успоруваат говорот на околу 3 слога во секунда. Вистина е дека тоа укажува на одредена вродена свест за потребата да се зборува побавно со животните. Вистина е дека стручниот напис истакнува дека, иако куќињата не можат да испуштаат артикулирани звуци, тие реагираат на говорот. Вистина е дека истражувањето открива дека разбирањето кај куќињата се заснова на побавен ритам на говор отколку кај луѓето. На Скопскиот маратон 2024, кој го одбележа своето јубилејно 20-то издание со рекорден број од над 13.000 учесници, неколку познати македонци се приклучија на трките. Водителот Марко Новески трчаше на 5 километри заедно со сопругата Цена и нивните близначиња, додека актерот Игор Ангелов го заврши полумаратонот од 21 километар, славејќи го успехот преку објави на социјалните мрежи. Јубилеј на господин Стефан во Охридската архиепископија. Македонија и Србија со гасен интерконектор од Грција. Делфините комуницираат со насмевки за време на игра. Одржлива мода во фокус на париската презентација. Навахо килим инспириран од Intel Pentium процесор. Сопствениците на куќињата треба да им зборуваат побавно. Познати македонци трчаа на јубилејниот Скопски маратон.